Законот за амнестија, кој што го предлага ВМРО-ДПМН и коалицијата, е предлог закон кој што се однесува на лицата осомничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 април 2017 година. Самиот предлог закон содржи 6 члена во кои што точно се определени. Значи, со член 1 од овој закон се наведуваат 4 члена од Законот за кривична постапка во кој што е определено. Член 384 учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено действие. Член 386 кој што се однесува на насилството. Член 385 учество во толпа што ќе изврши кривично дело и кривично дело согласно член 313, односно терористичко згрозување на уставниот поредок и безбедност од Кривичниот законник на Република Македонија. Ова значи дека со овој предлог закон за амнестија се опфатени сите лица кои што се дел од 27 април, односно оние лица за кои што веќе има донесено првостепена судска одлука, но овие лица се уште ја немаат добиено одлуката од суд, иако таа пред 4 месеци беше прочитана во рамки на судот, но се уште не е доставена до лицата кои што се дел, односно кои што им се судеше за обид за убиство на пратеникот Села. Понатака, оние лица кои што се гонат за терористичко згрозување на уставниот поредок на Република Македонија, но и сите оние други лица кои што се опфатени како дел од учество во толпа, насилно однесување и така натака. Морам да напоменам дека иако овој предлог е даден од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата, ние како пратеничка група оставаме простор, односно даваме можност на колегите од Социјалдемократскиот сојуз и останатите колеги кои што се во рамките на Собранието на Република Македонија да работиме на подобрување на текстот на законот и да најдеме заедничко решение како да им помогнеме на овие лица кои што се опфатени со 27 април. Доколку Зоран Заев и парламентарното мнозинство навистина и искрено сакаат национално помирување, како што тоа беше напоменато токму од оваа говорница, тоа може да го направат со поддршка на овој закон за амнестија, како што кажав, поднесено од пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Овој закон предвидува вистинско национално помирување за сите оние кои што учествувале во настаните од 27 април, а не селективно помирување, како што сакаат да направат премиерот Зоран Заев и парламентарното мнозинство преку така наречената Комисија за помирување. Предлог законот на ВМРО-ДПМН обезбедува правда за сите, вистинско национално помирување, наместо селективност и поделби во општеството кој што ги нуди Социјалдемократскиот сојуз во овој момент. Игор Дурловски, Владо Јовановски, Богдан Илиевски, Борис Дамовски не се и не може да бидат терористи. Не се терористи ниту вработените во Министерството за внатрешни работи, ниту останатите лица кои што се прогонувани врз основа на случувањата на 27 април. Тоа го знаеме ние, тоа го знаат и сите вие колеги од власта. Тоа го знае и целата македонска јавност. Затоа, почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, бидете искрени и застанете еднаш за она кој што го говорите, а тоа е како да подадеме рака и од нас за помирувањето. Целта на овој закон е национално помирување и враќање на нормалните текови во државата. Спроведувањето на истиот не предвидува финансиски последици во Република Македонија или други јавни средства. Со законот за амнестија на лицата осомничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 април 2017 година се предвидува и уредува начинот на ослободување од кривично гонење, запирање на поведените кривични постапки
и целосно ослободување од издржување на казната затвор на лицата осомничени и обвинети во судските постапки кои се водат пред судовите на територијата на Република Македонија, а во врска со настанатите во Собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година. Уште еднаш, ги повикуваме сите пратеници од парламентарното мнозинство да дадат подршка за законот за амнестија, конечно да завршат поделбите во македонското општество и да ја вратиме државата во нормална насока, да се концентрираме на вистинските проблеми кои ги мачат граѓаните и да работиме за подобар живот на сите граѓани. Вкупно гласа 84 пратеници. За гласа 25, воздржани нема, против гласа 59 пратеници. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен.